Во услови на недостаток од кадар, ова лето хотелско-угостителските објекти ќе се потпрат на деца од 16 годишна возраст и на студенти кои ќе покажат волја да работат сезонски. Над 30 хотели на Охридско-Струшката ривиера пријавиле недостаток на персонал. Нема келнери, кувари, поможен технички персонал, нема нити кој да ги прими гостите, бидејќи нема ниту рецепционери. Дека ситуацијата е далеку од очајна, говори фактот што еден од големите хотели на ривиерата бара 70 сезонски работници, а генерално хотелите имаат потреба од илјадници вработувања. Младите кои се уште не заминале надвор не мрднуваат за плата помало од 500 евра. Би сакала да пробам Хрватска да работам, бидејќи таму се подобри условите за работа него овдека и поплатено е. Која е прифатлива сума за која ти би прифатила да останеш тука? Околу 500 евра месечно. Младите се повеќе се мамат ради платата пред се, а после ради подобрите услови. Во градот, за жал, колку толку, не е баш минимална платата, но претежно се движи на таа цена. Минималец, не знам точно колку е. И затоа сакам да видам пред се дали има добри услови за работа во градот, па потоа странство. Би сакал да имам да примам мои пари, да не зависам од родители, така, да имам јас, да одбирам јас на што ќе ги трошам парите. Хотелиерите ги запрашавме дали се подготвени по примерот на Хрватска да им дадат плата од 500 евра на децата кои килаво и без искуство ќе работат, бидејќи како што и самите признаваат, немаат избор. Во овој момент се уште тоа не е возможно, не сме моќни како држава тоа да го направиме. Реалноста е таа. Значи, реалноста ќе ја гледаме и оваа година, јас мислам дека и наредната година ќе биде уште полоша од оваа година. Мораме како држава и како општество да се грижиме за сите луѓе, уствари за сите оние кои што бараат работа, да му дадеме услови како што треба за да останат тука. Во овој момент е тешко да се најде персонал, бидејќи цели фамилии заминаа во европските земји, велат доброупатените. Години ова потврлува, вкупно образовниот систем потврлува, бизнис секторот потврлува, државата, значи голема летаргичност од сите страни. Никој тоа не сака да го поттикне ко прашање да се самоорганизираме. Вработените во угостителскиот сектор се соочуваа со ниски плати, неисплатени часови, прекумерна работа. Нивниот труд не се вреднуваше. Сето тоа не доведе во ваква безизлезна ситуација, велат нашите соговорници.